овде добиваме нели исто така ова е една амфора која што се пие во вино, добиваме ваков превод во градот, не знаем името, не можеме да го читаме, пеја песни и тие се најдобри за нив. А во садот со вино сигурно за песни ќе зборуваат. Поставам, очекувам, не е нешто што двои сосема. Значи, имаме нешто што сега го проширува дометот на оваа методологија, а тоа е дека 5000 години пред тоа, на истиот начин, ние пробавме многу, како се кажа, праволиниски. Имаме методологијата, имаме знаците, имаме озвучување, да видиме дали тоа, така како што е работи, но се покаже дека добиваме резултати кои што се логични. Значи, најверојатно работи на тоа. Во постапка сме и веќе имаме резултати на написите од Говорлево. И таму имаме сосема 300 резултати, но од Говорлево спрема Радивој Пешич, например, станува збор за писменост која што се јавила 1000 години порано. Личната писменост. Тоа се негови зборови. Не сам да цитирам. Така да го прошируваме некаде на 6000 години пред новата ера, како начин на пишување, читање и така натаму. И сега, да завршим, да дадеме заклучните зборови. Значи, оно што ние основно го предпоставивме, дека е јазикот на следниот текст, дека е јазикот на другите македонци. Немавме идеја каков е тој јазик и до какви резултати ќе дојдеме. За среќа резултатите до кои што дојдовме се овие кои што денеска ги соопштуваме, презентираме и кои што говорат дека имаме директна врска со тие древни македонци во јазичниот дел. Оно што дополнително предпоставивме е дека согласките и самогласките својата звучност не ја изгубиле, задржале. Дека ако имаме нешто слично со древните македонци, тоа се само согласките и самогласките, ништо повеќе тоа. Тоа беше нашата предпоставка. Ние ни сонувавме дека ќе дојдеме до нешто што вака личи и се разбира. За разлика од другиот дел од современата наука, ние предпоставивме дека секој кој што запишува нешто има идеја да тоа биде еднозначно запишено. Не да може да се запише на неколку начина, не да се прочита на неколку начини, затоа што ако такво нешто постои во писменоста, тогаш ќе доведе во големи проблеми. Внимавајте, станува збор за држави, тоа многу развиени држави, иако ние се сметаме да не за најразвиена технологија, прашање тоа, зависи како се гледа, но државниот систем бил многу уреден. Имале нотарски систем каде што казните биле така многу опасни, се работело за живот, ако некој нешто сгреши. И сега во таков нотарски систем имате систем на пишување, а во нотарскиот систем се и како и денес се заверувале кој кому дал пари, позајмил, кога треба да ги врати, продавање на имоти, пренос на имоти, тогаш така се работело. И сега замислете, ако имате писменост која што дозволува некој на 4-5 различни начини да запише нешто и на 4-5 различни начини да ги прочита, ќе испадне некој што го купил дека го продава земјиштето дека ви не должен пари. Така може да дојде на крај. Ние велиме дека оној кој што запишува мора да има амбиција тоа и можност еднозначно тоа да го направи и да му возможи на некој што ќе го чита, го знае јазикот, го знае писмото, на еднозначен начин и никако поинаку тоа да го прочита. Сега. Сега веќе сме во ситуација каде што можеме дел од нашата работа да им ја предадеме на оние колеги кои што се занимаваат со математика, кои што нивното порече, кои што би ни помогнале да математички дадеме конечен доказ дека е точно она што го тврдиме, дека овој текст може да биде напишан само на еден јазик, или прочитан на еден јазик и на едно писмо, и на ниедно друго. Но само со еден јазик, не со повеќе јазици. Затоа што поинаку ништо не сме направили. Сме дошле пак во некој систем каде што овој текст може на сите јазици да се чита. Има еден еврејски математичар кој што познава таа методологија, предпоставам колегите од математика ќе се многу побогати тоа ќе го направат, но основен предуслов за да можат тие да влезат во целата оваа работа е да имаме комплетен текст кој што можеме да го анализираме знак по знак и врз основа на тоа да влечеме некои математички заклучоци. Јас мислам дека е тоа возможно. Чекам само потврда од нив и се сите добре дојдени кои што сакат во тоа да прават. На крај само да кажам она што претходно го искоментирав, дека текстот кој што го добиваме
содржина е сличен, но реченичката структура е различна, што е разбирливо. Текстови на француски и на германски и денес, кои што се блиски народи, реченичката структура е многу различна. Или англиската. Многу различна реченичката структура, многу различен начинот на обраќање. И ако имаме 3 текста на 3 такви јазика, и ако знаеме само едниот јазик, не можеме да кажеме дека другиот текст е идентичен. Може би иста содржина, ама да има исти состав на реченици. Исти редослед на зборови, мислам дека не сме да се направи такова предпоставка. Овој среден текст е многу побогат и заради овие факти кои што ви кажав, најверојатно текстот на владетелите, а тоа во тој период требуите македонци, затоа што само владетелот може да нареди на својот народ, кој што е владеечки народ, што треба да прави. Другите, да повторам, наредите не може да прават, треба да барат дозвола од господарите. Затоа што управители по градовите, касарните, храмовите биле македонски свештеници, македонски генерали, офицери и така натаму, и треба дозвола да побарат од нив. Она што понатаму ќе го правиме, најверојатно е подетална анализа, споредба, бидејќи се првични резултати, кои што зборуваат дека сме на права насока. Најверојатно ќе правиме дополнителна анализа, ќе почнеме со следен текст, тоа е каменот од Канопус, за кој што нели нашата методологија беше оспорувана, токму заради тоа што не сме почнале со каменот од Канопус. Секој избира дали по скалите се качува од лева страна или од десна страна. Треба се качиме по скалите. Ние избравме да одиме по овој редослед, прво каменот од Розета, па каменот од Канопус, има уште неколку камења, има илјадници документи кои што се пишувани во тој период, периодот на Птолемеите, каде што современата наука заглавува со преводи, ако документот нема пандан на грчки. Заглавува па добива така немошти резултати, као 2 фараона владееле, па 3 фараона владееле и така натаму. Не може да владеат 2 или 3 фараона. Тоа може да говорим триумвират и така натаму, со фараоните не е баш така. Најверојатно ќе се испробија до сега. На крај остане и така стојат работите. Но како и да е, има работа уште за неколку животи и тоа е пред нас. Благодарам на вниманието. Ако некој има некој прашање, ние сме стоиме на ваше располагање да одговориме. Ајде, може јас? Може, имаме и микрофона. Добро. Коле Мангус, концентрација не може да имам после ова што кажавте, затоа што ми сме премногу. Едно што ми доаѓа на памет. Политичарите и леви и десни да сватат дека сме ние антички македонци. Ако не ни веруваат сега, нека му веруваат на Григор Парличев и на други од нашите вековите. Толку, фала. Ама ми замолим да се ограничиме на што ние го работиме. Ако може. Затоа што уште ни фала